половина од засолништата се во одлична функционална состојба и истите се одржуваат правилно, навремено и служат за она што е наменето. Останатите тоа се тунелски засолништа, така наречени тунелски засолништа, кои уште во времето на градење се направени само за еднократно засолнување и без некои поголеми мерки на засолнување. Моментално сме во засолништето во Наслав аеродром, изградено во 80-тите години од страна на бившата југославенска армија и големината на засолништето е околу 400 квадрати и е за 200 граѓани. Сите јавни засолништа поседуваат своја пропишана опрема, како на пример, ова пред мене е рачен генератор кој треба да се врти постојано, односно 18 до 19 вртежи во минута за константно да произведува струја и во засолништето да има електрична енергија. Понатаму, сега одиме во просторијата каде што се наоѓа уредот за вентилација. Истиот е сместен во оваа просторија и го обслужуваат двајца од луѓето кои се во засолниште. Се обслужува на тој начин што механички се врти и потребно е во еден час минимум 15 минути да функционира. Се зависи од бројот на луѓе кои се во засолниште. Кога е пол капацитет од 200 луѓе, тогаш минимум 15 минути во еден час. Овој отвор што го гледате одека лево од нас, тоа е принуден излез. Служи во случај доколку главниот влез е блокиран од некоја препрека од надворешна страна, да граѓаните кои се наоѓаат тука да можат принудно да излезат надвор. Ова е само дел од засолништа со кои располага Република Северна Македонија. Повеќето засолништа се во сопственост на граѓаните, односно на куќните совети. За тие засолништа се грижат куќните совети. И по добиена евентуална знак за опасност, председателот на куќниот совет кој го има клучот од засолништето си го отклучува засолништето и граѓаните се засолнуваат. За овие 100 засолништа со кои располага Дирекцијата за заштита и спасување, се за јавни засолништа, така наречени јавни засолништа, и тука се засолнуваат граѓаните кои се во непосредна близина, односно во конкретен случај граѓаните од најблиската зграда. Значи сега инвеститорите кои градат нови згради немаат обврска да плаќаат за засолништа, нити обврска да прават нови засолништа. Тоа е направено со закон од 2012 година за да се поевтини цената на квадратен метар за градба. Ние сме членка на НАТО, сметаме дека нема потреба од градење на нови засолништа, дури предлагаме постоечките засолништа да се искористат за други намени, како теретани, дискотеки, кафичи, магацини и така натаму.